Ангел Божи и Сиромов Терзија. Чита Александар Станојков. Еден Сиромов Терзија ден и ноќе работеше и одвај со леп куќата можеше да ја прирани. Сеедно жената му додеваше и му велеше: "Море човеко, ја носи во куќава се што треба како сите домаќини што носат, ја бегај негде на туѓина да спечалиш пари и после да дојдеш и како сите домаќини и ти домаќин да бидеш. Да јас само со дечињава како ќе црнеам. Секој ќе ми вере отото сум сиромашка и белќем ќе ми побагаат со по нешто." "И лели така велиш домаќинко?" му рече Терзијата. "Ја и меси ми една погача за да одам Бога да го барам, а не на туѓина да одам да бидам Терзија. Чунки Терзијата, а и римат колку сенката од иглата, спроти татко што ми велеше, кога му додеав да ме дајте на Терзија." Умесила Терзијцата една погача и го испрати да го бара Бога. Од кога беше се оддалечил Терзијата од градот свој 5-6 сати, стрел едно момче што одело некаде, седнато под една сенка да пладнуват. Се поздравил Терзијата со момчето и седнал и тој да се одмори под сенката. Се испрашале кој од кај одит и беа се изнашле со еден ум, двата да го бараат Бога. "Јас бидувам другар," му рекло момчето на Терзијата, "со тебе пријателе, ама дури да дојдеме кај Бога, што ќе сторам по пато јас, било арно, било лошо, никаков збор не ќе ми речиш мене. А ако склонуваш така, обречи ми се и ела со мене да те однесам близу при Бога, да видиш чудни чудеси." "Така нека биде, момче," му рекол Терзијата. "Само колку можеш побар го однеси ме кај Бога да му се помолам, да ми го приде и даро, оти сум многу сиромав." Откога си и врзаа збороите, си тргнал да патуваат Терзијата и момчето. Вечерта дошле во едно село за да преноќеваат. Сите домаќини во тоа село беа биле многу сиромаси, само една куќа беше била арна со имание, да може домаќинот да пречекат гости, и таму у него беа се прибрале Терзијата и момчето. На вечерата беше и послужил домаќинот со една позлатена чаша вино за поголема чест да му сторит. Утрото на одење ја зело чашата момчето, без да го види стопанот, и си ја клало в джеб. Кога беше видел Терзијата оти ја зеде момчето позлатената чаша, многу мака му паднало. Другата вечер беа кондисале во едно друго село, во една куќа посиромашка од првата, и таму уште поарно беа и пречекале. Утрото на одење беше му ја оставил чашата у тој домаќин, без да видит некој. Терзијата само виде и пак се почуди малку. Третјата вечер беа кондисале во едно друго село, у еден сиромашец. Утрото сиромајот станал рано со сечелат и отишол по работа. На одење, момчето извил чантето со огнилото и кремчето, сакнал еден трат, го клал во една рака искршена слама и рамовтал дури се запалила и му ја потпалил куќата на сиромајот. Бидејќи сламеница, веднаш беше изгорела. Четвртата вечер беа кондисале во едно село, у еден најбогат човек и многу арен. Вечерата беше му ја дал најарна со сите убајање. Утрото, кога тргнале да си одат, го помолило момчето домаќино да му го прати син му, за да му го покажи од село надвор патот. На драго срце чорбаџијата беше му го пратил сина си да и подиспрати и пато да му го прави. Кога дошле до еден мост што бил на една голема река, го грабнало момчето детето за нозе и го врлило в река. Кога виде Терзијата тоа чудо, многу беше се оскорбил и зарекот беше го расипал што беше се зарекол да не проговори се што да стори момчето. "Море момче бре, дали вака ќе ме носиш кај Бога со арамилак, со горење куќи и убивање луѓе? Со добриње човек да прави, одвај кај Бога да појдете, а не со лошоти да правите кај Бога да ојдете." "Почекај, пријателе," му рече момчето. "Не лути се. Има да ти докажам за сите работи што историв, чунки за сите работи што и виде сите тебе те се видоа криви.
Арно, ама ако ти докажам ти се прави моите работи, треба да и веруваш. Ајде да видиме, пријателе, му рекол Терзијата. Кажи ми и докажи ми кривината да биде правина. Чашата е украде од кој домаќин. Право беше да му ја даеш на друг човек што не ја печелил. На сиромајот што му изгоре куќата право беше. Ами пак детево што го додаде во реката, право ли беше? Ја зыкна често што ни ја стори тој домаќин. Да со овие работи што историти ич бидуваат кај Бога дојме. Ај назад да се враќаме, дури е брго, ај пријател. Како назад да се враќаме? Слушај ме сега да ти кажам, Терзио, мој пријателе, што тајни работи има ту Бога што ме прати тебе да ти откријам. Чашата што ја зедов од кај првиот човек беше земено златото од татка му од втората куќа. Та си појде акото стопанот. А куќата што ја запалив од сиромајот домаќин, ќе си најдит во темелите пари и ќе се обогатит. А детето што го одеив, го куртулисав татко му од него чунќи ќе го отепаше татка си направина. Да поарно тоа да загине, одошто татко му да загине. Ете тие се чудесиите, господови пријателе. Арно за тие луѓе ми кажат се скришни работи Божи. Ами за мене нема некоја чудесија да ми кажеш, бре момче? Му рече Терзијата. За тебе чудесија ќе ти кажам, му рече момчето, ој си дома и копие под прага од вратата ќе најдиш пари за да живееш со пораат. Тоа кажа момчето и беше се сторило невиден бист. Тога е дури сетил сиромајот Терзија, оти момчето беше ангел Божи. Се вратил Терзијата и ископал париот под прагот. И од тој ден веќе живееше со пораат. Мнозина луѓе го праша и му велеа, море брате, од кај најде ти стока што си арен сега? Си побарав од Бога и си најдов, му велел тој.